Политички, партиски и граѓански консензус потребен за напредок, пред се доколку мислиме за младите генерации. На оваа тема разговараме со професор доктор Цане Мојановски, односно анализираме во следни неколку минути. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Македонија се наоѓа на една пресвртна точка. Можен ли е општ политички, партиски, граѓански консензус за одење напред? Како е можно да се постигне тоа во сегашни услови? Прашањето само по себе е инспирирано од дневно политичките случувања во Македонија и тоа повеќе или помалку покажува определена тенденција на повторување. Имено, ако ние во периодот кога се осамостојувавме како независна држава, практикувавме еден модел на дебата во собранието, во институциите и покрај емоциите, разликите во концептите кои се нудеа, се наоѓаа решенија кои на еден или друг начин го изразуваа компромисот или подготвеноста на водечките политички сили да најдат решение. Процесот на осамостојувањето беше исто така обременет со еден значителен број на фрустрации, со еден значителен број на разочарувања, на очекувања кои беа надвор од вообичаената представа за тоа како се решаваат одделни прашања. И овој 30 годишен развој на плурализмот во Македонија покажува дека кај водечките политички сили отсуствува подготвеноста да се трага по решенија, да се практикува базичниот консензус, како вели Линц, кој се заснива на неколку постулати. На првиот постулат се однесува дека власта се добива и губи на избори и дека оној кој што нема да има соодветна поддршка преминува во опозиција. Второ, дека постои висок капацитет на подготвеност за коалицирање со дури и со структурите кои што идеолошки и програмски се на спротивставени страни, зашто имаме особено искуство во светската историја. И третиот е постоењето на силно јавно мислење. Ние во последните години, последниве 10 на 15 години, сме заприснати со една содржина на политичката култура, на тој сет вредности кои што ние кои ги проучуваме тие процеси, може јас да укажам дека овие прашања ги анализира во летописот на македонската демократија која објави во 2010 година и во политичката социологија која објави во 2017 година, се моделира еден облик на политичка култура во кој што може да се препознае на еден или друг начин на логиката дека што положото подобро, што е спротивно на концептот на демократската политичка култура, која подразбира консензус. Консензусот, ако го доближиме до гледачите, се подразбира подготвеност на водечките политички структури да пронаоѓаат решенија кои ќе водат напред. Ако ние во Македонија имавме консензус околу евроатлантските ориентации, уште таму на почетокот на самостојувањето, денес при операционализацијата на тие концепти забележуваме дека тие се користат за дневно политички и, ако сакате, внатре-партиски потреби. Што на еден или друг начин го отвара прашањето на враќање на научените лекции за трагањето по решенија, затоа што во крајна линија процесите со нашето вклучување во атлантските интеграции, нашето вклучување во НАТО системот, покажа дека доколку не сте подготвени да најдете решение, тогаш ќе останете во чекалната, а во чекалната ќе ве третираат на исти начин во кој што ве третирале во текот на историјата, како субјект кој не партиципира и не може да ги изложи сите прашања и интереси кои има се. Од тој аспект наблюдувано во Македонија е нужно да се работи на тоа, да се пронајди кој е тој заеднички елемент или интерес. Заедничкиот елемент и интерес е дефиниран во Македонија. Треба политичките или водечките политички субјекти од позицијата и опозицијата да страгаат по заедничко решение во кое што ќе создадеме предпоставки
еден консензус да не се користи како изборна алатка, како изборна фоскула. Ние, ако се сеќавате, на 10 години и повеќе во Македонија, на изборите одевме Македонија името не го дава. Сега имам повторно представа дека овој спор со соседна Бугарија се користи за исти цели. И од тој аспект наблюдувано во Македонија е нужно да се изгради поширок граѓански консензус во кој што не само водечките политички субјекти, туку и другите субјекти, како што се субјектите во граѓанското општество, бизнисот, интелектуалците, другите прогресивни сили треба да извршат силен притисок на политичките елити во Македонија да трагаат по решение. Ние не им нудиме решение какво, но сметаме дека Македонија треба да ја искористи историската можност да се приклучи на Европскиот сојуз, односно на Европската унија, затоа што Европската унија не е само политичка интеграција, туку пред се вредносна и економска интеграција во која што ние уште пред 30 години јасно го изразивме тој став. Така. Скринингот завршува, да. Годинава очекуваме уставни измени и почеток на официјалните всушност преговори, иако и сега со самиот скрининг процесот е веќе тргнат. Договорот Србија-Косово е исто така актуелен. Некои аналитичари во светот, политичари прогнозираат дека ќе биде и присутна ова 2023 во однос на војната во Украина. Каде се движи светот во однос на геополитиката? Прво, ако прашањето е многу комплексно за одговарање, ќе кажеме по неколку елементи, без да... Каде е тука во Македонија во оваа нова геополитика, во овој, како што го нарекуваат, нов светски поредок, кој што сега се создава, ако можам така да се изразам? Апсолутно, значи, процесите во последните 100 и 150 години укажуваат дека главните играчи, европски играчи, повеќе или помалку ги операционализираат собствените интереси, сите други интереси, како што е интересот на македонците, а подоцна и на македонската држава, посебно по нејзиното осамостојување, е обврска да ги следат тие интереси и да ги дефинираат или да се позиционираат во однос на нив. Ние, само како илустрација, ако погледнете што се случуваше на Версајската конференција после Првата светска војна, ќе видите дека македонските разни здружени интереси останаа пред врата и големите сили или тогашните победници во Првата светска војна ги исцртаа картите на начин на кој што ги исцртаа. Денес тој процес на исцртување на карти оди малку така да кажам рафинирано. Именно тој се одвива како процес на следење на доминантните движења. Ако го следите една изјава на претседателот на соседна Србија дека во текот на оваа година ќе настане определено прегрупирање на одделни европски структури во однос на дефинирањето на некои облици на соработка, воена, економска и така натаму. Се во контекстот на одговорот на поддршката на Украина или на спротивставувањето на руската агресија, тогаш тоа повеќе или помалку укажува дека одделни историски искуства кои се присутни во однос на начинот на прегрупирањето. Ако погледнете кој во последната година ни прави официјална посета, кои се нивните залагања, повторно ќе видите дека тој концепт на тие интереси повеќе или помалку имаат потреба да го затворат отвореното прашање на македонската интеграција. Но на Западниот Балкан, како политички го дефинира Европа, просторот кој не е вклучен во Европската унија, има уште неколку отворени прашања. Едно од сериозните прашања кои треба да се затвори е и прашањето со независноста на Косово, за кое што мора да кажеме дека постојат различни концепти во однос на начинот на стекнувањето. И дека тоа е една од причините која повеќе или помалку може да се бара во одолговлекувањето или во создавањето на предпоставки за афирмација на одделни глобални интереси. Балканот и Балканскиот полуостров низ историјата, особено во последните 200 години, е подрачје на кое што се вкрстуваат клучните европски интереси и тие клучни европски интереси во различни временски периоди нуделе различни облици на организација на тој простор. Ако се сеќавате, пред
Првата светска војна, особено по Втората светска војна, по распаѓањето на Османлиската империја и по распаѓањето на Австро-Унгарија, на ова подрачје се создаде еден субјект кој обединуваше три ентитети: Срби, Хрвати и Словенци. И така натаму. Помалите земји, помалите народи останаа надвор од политичкото осамостојување. Во таа смисла, значи, кога зборуваме каде се наоѓа Македонија, во политиката е важно да се користи знаењето. Мој впечаток е, а и анализата покажува дека во Македонија во последните години, последните 10-15 години, како резултанта на популизмот, кој е основна содржина на политичкото дејствување во Македонија. А за популизмот е карактеристично што е тој антиинтелектуален. Односно, антиинтелектуалноста се изразува во отстранувањето или во исклучувањето на интелектуалната структура или на знаењето во носењето на одлуките и се потпира на одделни процеси, на одделни облици кои повеќе или помалку форсираат полузнање, на што би рекле некои од американските социолози, облик во кој што се манифестира медиокритетството, потоа облик во кој што полесно или помалку ќе можете своите интереси да ги оформите и ги искажете како општи барања, и тоа се влијае на создавањето на еден модел на политичка култура која има плачлива карактеристика. Односно, ние за сите прашања за кои што не можеме внатре да се договориме, среќата или излезот го бараме во странска поддршка, во арбитрерност, во потреба од водење за рака да дојдете до определено решение. Мислам дека македонската независна историја има доволно искуства кои укажуваат дека подпирањето на собствените сили, на собствениот ум, на подготвеноста да се трага по решенија, а не да се истакнуваат разликите. Зашто сегашниот политички дискурс во било кое прашање, погледнете, е сведен на она што го констатира во анализата во 2000 година во летописот на македонската демократија, дека нашите партиски структури се персонализирани, таму немате надпревар меѓу концептите, имате надпревар меѓу политичките водачи, и дека таа персонализираност се одвива на нивото на лична пресметка и навреди. Било кое јавно истапување од тие позиции можете да се уверите дека. Од тој аспект, значи, решавањето на прашањето со Србија и Косово е прашање приоритет на Европската унија и постојат определени индиции дека тоа прашање во догледен временски период ќе се заокружи на начин во кој што ќе им обезбеди и на србите и на косоварите соодветно решение кој повеќе или помалку ќе го изразува онај модел на консензус, кога ни една страна нема да биде докрај задоволна со решението. Но како со нашите договори? Впрочем, консензусот тој подразбира да умеете да го почитувате туѓото мислење за да можете да го реализирате и сопственото. И во таа насока треба да се пронаоѓа можното решение. Тоа секогаш не е најдоброто и најсреќното, но е можно кое го отвара прашањето, затоа што стоењето на едно место ни покажа дека ние ги изгубивме значителен број на можности од нашиот економски развој, еден број на генерации како што е мојата, ги изгуби можноста да ги почувствува придобивките на Европската унија, на интеграцијските процеси, ги изгуби можностите пошироко да се поврзи во тој свет, обединет свет на Европа и така натаму, што се нас се укажува дека ние на еден или друг начин треба, како граѓанство, како медиуми, како цивилно општество, ако сакате, да вршиме соодветно влијание на политичките структури, дека нам, како на граѓанство, ни е особено значајно европската интеграција, затоа што таа интеграција ќе ни создаде простор и некои од прашањата за кои што сега имаме дилеми, за кои имаме ставови и така натаму, таму ќе бидат канализирани на начин на кој што ќе се афирмираат европските вредности.
Околу темата хибридни закани и колку сме отпорни безбедносни и политички на ваквите закани, во интерес на времето закажувам повторна средба за отприлика 2 до 3 недели. Бидејќи сте наш секогаш драг гостин во студиото, би сакал малку повеќе внимание да обрнеме на тоа. Ви благодарам за гостувањето денес во Македонија. Благодарам и вам за поканата. И посакувам убав ден.